Почитувани граѓани, почитувана јавност. Под превезот населба за млади брачни двојки во плановите на Стојковски се крие уште една нова бетонизација, овој пат тука, на ридот во Ново село, веднаш до црквата Свети Архангел Гаврил. Имено, токму на оваа парцела и на оваа локација, за која се најавува продажба на државно земјиште по претходна урбанизација, со нива се стекнал и инвеститорот Селмани, кој ги поседува маркиците за изградба на највисоките згради во Ѓорче Петров од 21 кат и 18 ката во спорно и шверцарски донесениот ДУП СЗ-16. Ова е имотниот лист кој потврдува дека Бејтула Селмани, брат на Имер Селмани, се стекнал со 5446 квадрати на парцелата 1786/1 и станал сособственик на Република Македонија во март месец 2022 година, односно на почетокот на мандатот на Александар Стојковски. За да се расчистат дилемите во јавноста, Стојковски треба да одговори на неколку прашања. Дали населбата за млади брачни двојки предвидува урбанизација и носење на ДУП за парцелата 1786/1? Дали инвеститорот Селмани сосем случајно се стекнал со нива на оваа парцела, за која сега се планира носење на ДУП под превезот населба за млади брачни двојки? Дали станува збор за уште еден компромис со инвеститорите? Доколку Стојковски не одговори на овие прашања, само ќе потврди дека станува збор за уште една нова бетонизација на Ѓорче. Почитувани сограѓани, ве повикувам на 19 октомври да го заокружите бројот 5 и заедно да ја сопреме бетонизацијата на Ѓорче, која со години наназад го нарушува квалитетот на живот на граѓаните. Во мојот мандат ќе работиме на хуман развој на Ѓорче, развој во кој човекот ќе биде пред профитот.